Очајно лоши условите во кои работат над 500 лица медицински персонал и во кои се лекуваат над 200.000 пациенти од истокот. Ова е констатацијата на новиот министер за здравство Арбен Таравари, кој денес ја имаше својата прва средба со болницата во Штип која го носи титуларот клиничка. Денеска се згрозив што видов. Значи, видов тоа што никогаш не сум го видел во ниедна болница 20 години како лекар што сум бил. Значи, не знам дали има полоша болница, полоши услови отколку во Штип. И веднаш тоа ме асоцира на центарот на Скопје, ме асоцира на луксузот во владата кај што седиме, ме асоцира веднаш на условите и авангардата што е во парламентот и не знам тие луѓе што ги изградиле тој центар, што вложиле милиарди, што изградиле такви луксузни услови во владата и во парламентот, дали воопшто доаѓале некогаш ваму. Излез од хоророт министерот гледа во новиот болнички објект кој треба да биде готов за година и пол. Во меѓувреме најавени се повремени и парцијални уредувања кои би требало да ја ублажат состојбата. Почнато е новиот објект, фала Богу, едно добро нешто дека се работи и ние како влада ќе го поддржиме ова и ќе стоиме за овој проект што побрзо да се заврши. Ја се надевам дека идната година или после идната 2019 година луѓето, пациентите, докторите да работат во достоинствени услови. Значи ова какви се условите не е достоинствен, не е човечки. Испод секоја честе вакви услови ви гарантирам дека не во Европа, во светот немате ниво животни кај се носат. Од Штип министерот Таравари најави и потреба од нови законски решенија во делот на здравството. Треба промена на законот за здравствена заштита. Што планираме со тоа? Планираме вработување, огромен број на доктори, над 400 специјализации се надевам во скор период ќе пуштиме, за да ги мотивираме да остануваат тука. Планираме специјализантите да се платат од клиниките, односно болниците кај што специјализираат, бидејќи ние ги искористуваме како кадар таму. Тие работат таму активно и учат и работат. Инаку пред посетата на министерот Таравари на Штипската болница предходеше силна инспекцијска контрола која откри бројни неправилности и по која уследија казни. До пред неколку дена пациенти беа враќани од болницата поради повеќе расипани апарати, меѓу кои стерилизатори, рентген апарати и дел од апаратурата за снимање на внатрешните органи. Сите тие, тврди министерот, повторно се ставени во функција, со исклучок на ангиографот кој треба да проработи за 2 дена.